Жолтика е вид растение кое расте само кај Цареврав на Осоговските планини на ниту едно друго место во светот. Алги, пеперутки, инсекти се само дел од ендемските видови кои се сретнуваат на Осоговските планини. Специфичната клима која е на средина меѓу континенталната и медитеранската, како и посебната вегетација, ги прават Осоговските планини доста специфични. Осоговските планини се вториот планински масив по големина во нашата држава, најголем во источниот дел од нашата држава и всушност се карактеризираат со распослани повеќе планински била кои што се разидуваат од големите врвови. Осоговските планини се разликуваат и по нивниот фитоценолошки состав, ајде да кажеме по нивната вегетација, затоа што се планина која што се одликува со континентална клима. Ние тука се наоѓаме на меѓата помеѓу континенталната и субмедитеранската клима, токму овде се судираат и е интересно тоа што тука се сретнуваат видови кои што се карактеристични, да речеме, за Медитеранот, повеќе нели за јужните делови од европскиот или евроазискиот континент, ајде да кажеме. И исто така имаме континентални видови, оние кои што се среќаваат во Централна Европа. Одовде се појавува и потребата за заштита на осоговието. Разумно користење на шумите и пасиштата, како и на рудните богатства, е неопходно за да може да се користат и во иднина. Китанова вели алармот треба да се вклучи за Осоговските планини да бидат вистински и целосно заштитени. Ова планина е богата со природни ресурси. Од секогаш низ векови луѓето ги користеле ресурсите на оваа планина, како пасиштата, шумите, така и рудните богатства. Значи ние се повеќе и тоа некако во последните години се повеќе и повеќе се зголемува, како нели со зголемување на, односно со развој на технолошкиот развој, индустријскиот развој, сите овие техники всушност почнуваат да стануваат малку по агресивни, ајде да кажеме, поинтензивни и со поголем импакт или влијание врз животната средина, што пак не води до тоа дека ние треба да го вклучиме алармот, дека треба паметно да ги користиме ресурсите доколку сакаме да ги имаме за да ги обезбедуваат сите оние услуги и добра кои што ние ги користиме, како чиста вода, чист воздух. Во меѓувреме започна реализација на проектот за заштита на биодиверзитетот на Осоговските планини. Согласно истиот е предвидено да се одржуваат работилници во кои ќе бидат вклучени и децата од основните училишта во Кучани со цел да се работи на заштита на Осоговските планини.